Годината почна со нова влада и нов мандатар. Поречи си 5 години на премиерската функција, Зоран Заев се повлекува од политичкиот живот и во кабинетот на Илинденска број 2 ќе седне новиот председател на СДСМ и премиер Димитар Ковачевски. На политички план Ковачевски ќе успее да ги консолидира редовите на владеачкото мнозинство кое беше на граница од 61 пратеник со влегувањето на партијата Алтернатива. Крупни измени во владиниот состав во 2022 година нема. Има неколку ротации со цел да се задоволат апетитите на партиите од владеачкото мнозинство. На меѓународен план со делумен успех. По 17 години кандидатски статус, Северна Македонија ги почна преговорите со Европската унија. Услов за старт беше така наречениот француски предлог, кој на 16 јули беше усвоен во собранието со 68 гласа за. Францускиот предлог беше причина опозицијата да излезе на улица и 14 дена да протестира. Нивниот став беше дека со предлогот се асимилира македонскиот народ, јазик и култура, а на усвојувањето во собранието му претходеа 2 дена жестоки расправи и полни со навреди и обвинувања и на граница со физички пресметки. Преговорите и скрининзите почнаа, но тука е условот неопходен за старт во вистинска смисла на зборот. Уставните измени и внесување на бугарите во уставот, што е камен на сопнување во македонското општество. Кога станува збор за односите со Бугарија, може да се констатира дека немаше сериозен или клучен исчекор, но немаше ни назадување. На енергетски план двете држави склучија неколку договори за помош и поддршка, но отварањето на бугарските клубови Ванчо Михајлов во Битола, кој беше опожарен, и Цар Борис во Охрид, кој беше демолиран, само ги влошија и онака кревките односи. Во Благоевград беше отворен македонски центар Никола Вапцаров, кој набрзо беше затворен од локалните власти. Историската комисија имаше неколку средби, но без значителен напредок. Еден од клучните настани во 2022 година секако е признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија. За само еден месец Македонската црква по декади минати во темнина блесна во христијанскиот свет. На 9 мај Цариградската патријаршија ја призна каноничноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија, за потоа на 24 мај Српската православна црква да ја благослови автокефалноста. Историскиот настан се случи на 12 јуни, кога се одржа богослужба на македонски јазик во соборниот храм на Вселенската патријаршија. На економски план државата е тешко погодена од војната во Украина и последиците од пандемијата на коронавирусот. Инфлацијата расте од месец во месец, за во ноември да ги достигне рекордните речиси 20%. Платите, иако зголемени, ја изгубија вредноста, а граѓаните се соочија со цени на основните производи и продукти кои се којдневно се менуваа и растеа. Владата се обиде со неколку мерки да ја стабилизира состојбата, но генералната оценка е дека не постигна значаен успех. Незадоволни од платите и условите, прво синдикатот на просветителите, а потоа и ССМ стапија во генерален штрајк. На енергетски план, владата во последен момент успеа да обезбеди енергенси, газ, јаглен и мазут, но проблемите со домашните капацитети за производство на електрична енергија се уште се присутни, па затоа се потрошија и се трошат десетици и десетици милиони евра за увоз на струја. Годинава ја одбележа и судството како со пресуди, така и со избори и именувања. Во Северна Македонија се појави нова форма на туризам, затворски, а најпознатите туристи се Сашо Мјалков и Орце Камчев, кои користејќи ги законските дупки и недоречености, завршија во затворот во Струга, затвор од отворен тип. Апелација во постапка која најблаго може да се окарактеризира како сомнителна, ја укина пресудата за масовното прислушување на граѓаните и го врати предметот на повторно судење, а прогнозите се дека тој ќе застари и нема да има епилог, односно казни. Обвинителството за гонење на организиран криминал доби нов шеф, Ислам Абази, гостиварски обвинител, за кого медиумите не можеа да најдат ниту биографија, ниту слика на денот на неговото именување. Она што е јасно е дека во 2023 година фокусот ќе мора да се стави на закрепнување на стопанството и бизнис секторот и стабилизација на економијата и инфлацијата. На политички план, уставните измени за кои е потребно двотретинско мнозинство ќе бидат најголемиот предизвик за владеачката гарнитура.